Добар ден, почитувани, ова е стартот на најновата Телма амбуланта. Понекогаш масните наслаги на телото не може да се отстранат и покрај здравиот начин на живот, правилната исхрана и физичката активност. Локално наталожените масти доведуваат до непропорционална контура на телото и то представува голем естетски проблем. На каков начин може да се отстранат овие масни клетки? Дали липосукцијата е идеалниот третман и дали со липосукција трајно се отстрануваат овие масни наслаги од телото? Доктор Игор Пеев, специјалист по општа, субспецијалист по пластична и реконструктивна хирургија при Универзитетската клиника за пластична и реконструктивна хирургија во Скопје, денеска гостин во студиото на Телма. Докторе, добре ни дојдовте во Телма амбуланта. Добре дошли. Од што зависи каде ќе се наталожат на масните наслаги на нашето тело? Доста актуелна тема, значи секој од нас тежне кон подобар изглед и подобра форма на телото, но некои работи не зависат и од самите нас, него од гените од нашите предци, така да генетиката, полот, различно ке жени, различно ке мажи, е нивото и местоположбата на депонирање на вишок на масни наслаги се значи предодредени и од некои фактори што не зависат лично од нашиот начин или стил на живот. Тоа значи дека не можеме да промениме дури ни со вежбање каде ќе се наталожат? Значи да, дел од тие масти, например кај жените, се таложат во страничниот дел од горните бутини и слабините. Англичаните го нарекуваат saddlebags или вреки за седење. Тие многу тешко се отстрануваат, например, конкретно за тој случај. Колку и да една жена е физички активна и спортски активна и здраво се храни, тој дел многу помалку во однос на останатите делови на телото ќе биде подложено кон редукција на тие наслаги. И нормално најубав третман е токму тоа, локализиран вишок на масни наслаги, кој што оди полесно со третманот, полесно опрвувањето и подобар естетскиот изглед. Така да заклучокот е дека во главном зависи од нашиот начин на живот, но дел од тие фактори што влијаат на начинот и местоположбата на депонирање зависат и од полот и од генетиката, работи што не можеме ние да влијаеме на нив. Дали исто сало и подкожно масно ткиво? Зависи од големината, значи, на подкожното масно ткиво. Во принцип, масното ткање во абдоминалната и славинската регија е поделено на два спрата, односно на два слоја, кои што меѓусебно се одделени со една површна фасција. Фасција скарпе, викаме ние стручно. Подкожното масно ткиво се наоѓа над таа фасција, а длабокото масно ткање, што е практично салото, што делува така пообесно и поголема количина на маст може да впие тој волумен, тој дел, е тоа што го одредува 80% од салото на нашето тело. Со слабењето се слабеа и подкожното масно ткиво и салото. Меѓутоа при третманот, например со липосукција, бидејќи темата на третман е липосукција, е идеално да се третира само тоа длабоко масно ткање, бидејќи тоа е по-наталожено и поблиску до мускулите и помалку склоно на диети и на вежбање. Некој смета дека липосукцијата е идеален начин да се намалат вишокот килограми и целулитот. Тоа е заблуда. Зошто? Бидејќи липосукцијата може да отстрани одредена количина на маст, односно одредена количина на волумен. Не може да го отстраните севкупното масно ткиво од своето тело, но може да мотивира луѓе во насока да слабеат. Значи, сме имале случаеви кога ќе дојдат баш обесни, значи со висок body mass index пациенти кои што им фали некоја искра, некој жар за да почнат поттик, ја така ја нарекувам мотивацијска липосукција и они нормално сакаат ајде 20 литри да извадиме и така. Меѓутоа во се треба да се биде умерен и липосукцијата не е метод за слабење, односно не е техника за слабење. Што е тоа мотивацијска липосукција? Колку всушност отстранувате? Во однос на еден нормален човек од 70 килограми, значи максимум 7 литри, односно околу 10% од својата телесна тежина е дозволено. Во некои латиноамерикански земји тоа иде и повисоко, значи тие вредности се повисоки. Но како се бива поагресивен во третманот, толку и ризикот од компликација е поголем.
Така да јас лично сум имал пациенти кај кои што сме отстранили околу 10 литри и мислам дека тоа е една горна граница? соодветно на големината на човекот, така до 10% преку сила што викаме народски. Мислам дека тоа е еден здрав начин на операција која што во принцип би требало да биде за подобро здравје, а не треба да ни го влоши здравјето после операцијата. Дали липосукцијата може да се изведе на сите регии од телото? Има ли некаде каде што тоа не се препорачува? Во обичаениот интерес на луѓето, односно, жените најчесто ги доаѓаат како кандидати за липосукција, но морам да кажам се почесто и мажите доаѓаат. Се повеќе се грижат и тие за изгледот на своето тело. И модерниот начин исхрана, брза, исхрана, сето тоа доведува, седентарниот стил на живот доведува до тоа депонирање на масни наслаги, најчесто доаѓаат заради стомакот, намалување на стомакот, намалување на слабините, односно на лумбалната регија, лафхенел што ги велат, бутините, перничињата од страна. Тие најтешко ми се чини дека се најтешко се топат и при вежбање, значи и при диети држење, и еден идеален пациент всушност треба да биде здрава единка, со добри витални параметри и добри карактеристики, треба да има стабилна тежина, кој што има стабилна тежина, кој што има добар, значи здрав стил на живот, која што се храни здраво, која што е физички активна, вежба 3 пати неделно, но има локализирани депоа. Тоа е идеалниот пациент, кој што нормално идеалните пациенти се многу ретки и кај нив тоа оди стварно како парче торта, едноставно е таа процедура. Ама кога доаѓаат од некои што не се идеални кандидати, како изгледа тоа? Тие е се тоа значи бидејќи постапката е поагресивна, кај нив прво резултатот е помал, бидејќи вие кај една особа од 100 кг да извадите 10 литри, значи да не ги после ќе објасниме што значи 10 литри, што значи 10 кг, тоа пак не делува масивно ослабнување на пациентот што сме го третирале. Значи има подобрување значително. Меѓутоа, пак големината на човекот е таа. Може ми сме го третирале само стомакот со 10 литри извадени од таму, но пак седат дебелите вратови или подебелите рачиња и така. Значи, идеалниот пациент е тој што има здрав стил на живот со локализирано депо на масти. Значи, споменавте, се третира стомак, најчесто се третираат стомакот, лумбалната регија, нозет, односно бутините, внатрешна надворешна страна. Значи, ги спомнавме овие saddlebags, значи седечките вреки кај жените. Значи, формата на жената е таква што најчесто ни депонираат, значи тоа е условено генетски и полна карактеристика во долниот дел на телото. Значи, таму е склоноста на жените. На мажите, од друга страна, они во централниот, они имат едни центрипетално депонирање на масти. За разлика од тоа, кај жените е повеќе во долниот дел на бутините, во рацете и во стомакот, но не толку колку што е во горната половина на долните екстремитети. Понатаму се третираат надлактиците. Многу често доаѓаат за свадбарките или да се висат, па како може тоа да се истретира, дали мора да се отстранува вишок на кожа или само да се отстрани подкожното масно ткиво, бидејќи овде е само подкожно масно ткиво, за разлика од стомакот што има и сало, односно длабок слој на масно ткање. А што е со лицето? Некои кога се поправат во образите, им се менува ликот. Да. Исто така подбрдок им се појавува. Може ли тоа да се третира? Да, значи со самата процедура липосукција, што може би треба и да објасниме како што се детално ќе појасните како се изведува. Може да се отстрани било кој дел од телото што е задебелен и кај што има вишок на масти. Било кој дел. Значи има липосукција на лице кај подебеле луѓе, има липосукција на врат или отстранување на дабл чин, двојна брада, подбрадокот. Тоа е минимално инвазивна процедура во која што нема лузни, односно тие се зацкриени или се пунктиформи во вид на точка, низ кој што практично го изведуваме целиот процес. Ајде, објаснете ни всушност како се изведува за да можеме потоа во текот на емисијата да ги појасниме минимално инвазивна, се работи со принцип на користење на тенки канили. Добра. На почетокот се внесува низ тие отвори, пунктиформни отвори, се внесува одредена количина на течност, која што всушност има за цел да ја разреди маста, во исто време да се анестезира местото за третирање
и од друга страна да се контрахираат крвните садови кои што се во склоп на масното ткање со цел да при подоцнежната липосукција немаме крварење. А крварењето што би значило? Би значило крвозагуба, би значило потешко поравување, би значило дополнителни третмани или трансфузија на крв, што било и случај на почетокот на липосукција, кога хирурзите сватиле дека потребно да се користат се помали потесни канили, односно такви цевчиња, кои што се со тапи врвови, значи се истите атероматски, нема да доведат до оштетување на крвните садови, но и на нервите во самото ткиво, а исто така при агресивноста на липосукцијата нема да се оштетат и подлежечките слоеви, тоа се мускулите, фасциите или не де Боже, имало случаи во литературата каде се влегло низ мускулот и се перфорирале црева или интраабдоминални органи, кои што случаи се во минатото, во последно време ги немаме за среќа. Но самата таа тумесценција, значи кога практично делот од телото што ќе го липосуктираме, ќе го наполниме со вода и со течност, ние сме постигнале три работи. Сме ја разредиле маста, бидејќи водата влегува во масните клетки и они се склони многу лесно да пукнат едноставно после третманот со липосукција. Сме го анестезирале местото, што од друга страна ни дозволува третман на одредени регии и во локална анестезија. Значи не мора општа анестезија. Амбулантски третман, и она е така дизајнирана, значи Клайн која дизајнира, тој е дерматолог всушност, он е дизајнирал како амбулантска интервенција кога практично пред самата липосукција 2 часа он го полнил тој дел од ткивото со тие тумесцентни раствори и пациентите низ мали дупчиња се излегувале послаби, односно позгодни од амбулантата на Клайн. И по него се нарекува тој Клайнов тумесцентен раствор, кој што ни овозможува третман на поголема површина од телото. Значи, ако порано помалку се отстранувало и било ризично да се отстранува, например, и стомак, и гради, да се липосуктираат, сега можеме практично да поголема површина, безбедно да направиме процедурата, од една страна, а од друга страна без последици за здравјето на самиот пациент, бидејќи крвозагубата е 0,1% од вкупно извадената количина, што не захтева ниту трансфузија, односно давање порано, барале тие пациенти да им се дава крв од други луѓе, односно хемотрансфузија. Една анегдота исто е позната во литературата на почетокот на 20 век, кога една париска балерина требало да биде направен уште по-згодна, уште по-тенка, инсистирала на поагресивна липосукција и го повредуваат крвниот сад што го исхранува ногата. И завршува кобно за ногата на таа пациентка. Така да во светот денес постојат машини кои што се нарекуваат липосуктори за ефикасен, ефективен и безбеден начин за третман на поголеми количини на масти. Рековме дека тоа би требало да биде барем до 10%. Дали со липосукција може да добиеме рамен стомак? Едно од другите чести барање да имаат рамен стомак и во тој случај го третираме исто така и поткожното масно ткање. Поткожното масно ткање е тоа што ни практично што се наоѓа под самата кожа, чисто третман, доколку не е соодветен, може да даде нерамнини. И во принцип го избегнуваме тоа, освен ако пациентот не инсистира. Мораме да кажеме дека при третман на поткожното масно ткање може почесто да се јават такви последици. Во тој случај се користи површна липосукција, значи интрадермална е самата липосукција, кој што има две цели. Едната е да се отстрани масното ткање, а другата цел е да се поттикне кожата, обично се тоа луѓе во средни 40 години, кога еластицитет на кожата е веќе намален, и со самата интрадермална липосукција ние стимулираме, ја повредуваме практично внатрешно за да се контрахира. Секоја повреда на ткива, на кожа, оди со контракција на истата. Така да во тој случај со таа интрадермална липосукција ние поттикнуваме таа да се намали. Зошто сакаме да се намали? Но постои сепак ризик од висната кожа? Тоа сакав да кажам. Сакаме да се намали бидејќи кај тие луѓе
ризикот од виснување на кожата е поголем. Кај помлади пациенти тоа иде многу поедноставно, но како годините, посебно кај трудници или после раѓање, таа кожа е веќе еднаш обтегната, па намалена и поентата ни е на тие пациенти со интердермалната липосукција е да го отстраниме ризикот од создавање вишок на кожа, а со тоа екстра резови, односно екстра лузни, што најчесто не го сакаат, нели? Предноста на липосукцијата во тоа што со мали дупчиња, значи тие портови за влез на тие канили, практично го отстрануваме масното ткиво, бидејќи се големи и од другата страна може. Значи со remote incision, значи оддалечни инцизии се постигнуваат убави резултати, козметски прифатливи со скриени лузни што се практично невидливи на една дистанца на плажа, не се приметуваат. Дали секогаш може да се постигне рамномерно отстранување на масното ткиво од едната и од другата страна на телото? Може ли да се јави некоја диспропорција по липосукцијата? Може да се јави секако. Значи, не ви докажав моабетот со тумесцентната анестезија, потоа се остава таа да отстои на самото место 20 на минути, 30 на минути, за да се имбибираат или да се впие таа течност во адипоцитите, во масните клетки. После тој период на чекање се пристапува кон актот на липоаспирација, односно аспирирање или вшмукување на маста со вакуум. И тоа е липосукцијата. Всушност тоа значи сукција или вшмукување на липозното ткиво, односно на адипозното ткиво на маста. Таа процедура, која што може да се обавува рачно со вакуум шприцови, може да се обавува машински со машина, со липоаспираторите, класичната сукцијска липектомија, но во поново време постојат и други машини, значи, кои што користат ултразвук за уништување на масните клетки, тоа е везер липосукција, или ласер липосукција, значи користат ласери за уништување на масните клетки. И сега златен стандард е сукцијската липектомија. Ние имаме, значи, убава машина на нашата клиника која што ја користи вакуум аспирацијата. И кога ќе пристапиме кон процесот на липосукција, во канистрите за собирање на маста точно имаме градирано скали. И кога ќе пристапиме на еден дел, гледаме колку се извадило од тој дел, па кон втор дел, кон трет, треба тие да бидат исти, односно рамномерни, со цел да послеоперативно пациентката или пациентот биде симетричен. Секако, значи, отцрнување на големи количини на маст не може да го предвиди зараснувањето на ткивото послеоперативно, бидејќи тоа е индивидуално и зависно и од самиот пациент и од самата локација. И некогаш се потребни нормално и до корекции кои што се помали. Значи, главната процедура отцрнување на најголемиот вишок, а потоа некаде ако е нерамномерно или фали да се довади или има некоја влабнатина, тогаш постојат дополнителни техники на коригирање, дали со повторна липосукција или со шприцување на маст од едно во друго место. Ќе проговориме и за тоа, за автотрансплантација на масното ткиво, само да ги поканиме гледачите на телефонскиот број 3076 677 да се вклучат и во денешната Телма амбуланта. Сите дилеми на оваа тема ќе ги разреши доктор Игор Пев, специјалист по општа, субспецијалист по пластична, односно естетска и реконструктивна хирургија. Добив знак дека треба да пуштиме реклами. Еве ќе погледнеме тука еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со денешната Телма амбуланта. Продолжува денешната Телма амбуланта, зборуваме за вишокот масни наслаги на телото и кој е најдобриот начин за нивно отстранување, дали липосукцијата е всушност метод за трајно отстранување на несаканите естетски проблеми на нашето тело. Ни одговара доктор Игор Пеев, специјалист по општа, субспецијалист по пластична и реконструктивна хирургија. Доктор, имаме гледач на линија, да го вклучиме во програма, да му дадеме можност да го слушнеме неговото прашање. Добар ден! Добар ден. Повелете. Сакам поздрав прво до емисијата, до докторот и до вас. Сакам да ве прашам, јас на двете бутини од страната имам масни ткива, од кога ослабев 20 кила, ама ми сметаат, јас не можам да спијам ни на лева, ни на десна, само на грбот. И дали тие може, мене не ми треба за естетски изглед, пошто
Мене ми требало, ми смета, дали може и на коленото, и на ногата имам. Исто голема, мај тоа не ми смета. Ова дали може да се отстрани? Така, имате вишок на кожа или пак имате... Не имам кожа, имам како цела шака да наполните тоа масно ткиво. Правев и биопсија, сите прегледи ги имам направено, ама со пандемијава ништо. Така, добро. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, докторе. Таа плејада на разни диагнози поврзани со адипозното ткиво, постои една состојба на липодистрофична долорозна состојба, најчесто е ке постари луѓе, каде метаболизмот на мастите е успорен и често се тие регии наполнети со, значи, со течност, односно едематозно и болно на допир, односно долорозна состојба. Тоа е липодистрофија долороза, која што пациентката веројатно ја има како состојба. Исто, еден од начините за третман е липосукција, значи минимално инвазивна, која што би го решил проблемот со болката. Меѓутоа, оваа пациентка очигледно е во години, мислам дека после операцијата ќе има и потреба да се отстрани вишокот на кожа, бидејќи тешко веројатно да се постигне контракција на кожата. Што е се потребно да се направи по липосукцијата, по изведениот третман? Дали веднаш може да се вратиме во нормален живот? Сето тоа зависи од големината и инвазивноста на процедурата. Ако отстрнуваме малце до 2-3 литри, многу често сум имал пациенти во петок се оперираат и во понеделник практично одат на работа. Што е суштината во послоперативниот? Многу треба да е дисциплиниран пациентот, во смисол да се носат стезници, корсети кои што се еластични и кои што ја поддржуваат кожата од надвор да го завзема новото место, пошто ние, всушност, при отстранување на масното ткиво што стои под кожата, таа плива практично на самото ткиво. Мора нешто да ја пристигне и да ја залепи за подлогата. Сме ја извадиле ние подлогата вистинска, сега има нова подлога и тоа се корсетите, стезници кои што се носат. Има едно непишано правило што го користиме една недела за 10 години од животот. Значи, ако е 35-6 години, тоа е 4-та деценија од животот, треба да носи 4 недели стезник. Пожелно е да се носи нон-стоп. Некогаш се користат... Значи, не едноставно. Значи, затоа велам, за нас може би не е толку технички тоа комплицирано, меѓутоа дисциплината што следи после операцијата е нели натовар на пациентот и они едве чекаат да го соблечат тој корсет. Нормално дозволено е бањење. Раните се едноставно мали, толку мали што не заздравуваат за 2-3 дена. Ако сме извадиле голема количина, но имаме еден ден вакуум дренажа со цел да се извлече остатокот на течноста која што нели заостанала после липосукцијата. И потоа се применуваат тие стезници, завои, корсети, постојат комерцијално, зависи за кој дел на телото. Значи е лечење, например, за рацете, убави корсети до подгради за долниот дел на телото, па до колена, па до подколена. Зависи од тоа колку регии сме истретирале со липосукцијата. За машките најчесто се интересираат за отстрнување на вишокот масти во градите, значи кај таа липоматозна гинекомастија, каде практично депонираните масни наслаги на градите им даваат еден поинаков изглед на градите од што сме научени да ги гледаме во детството, нели во тинеџерските години, тогаш мажите доаѓаат за липосукција на градите, има стезници значи за градниот кош за гради. Липосукција на женски гради исто така може да се прави при поголеми гради, но во тој случај доаѓа до нивна птоза, односно виснување. Имаме гледач кој што очекува да постави прашање. И исто и диетата не ја кажав, значи битно е да се следи високопротеинска, нискокалорична диета со цел... Опасно е ако се накачат килограми во тој период? Не, тоа е заради подобро заздравување, заради стезниците воедно овозможуваат и рамномерно залепување на кожата, масирање со кокосово улје, значи има неколку совети што треба да ги следат пациентите во тој процес на опоравување и секако првата недела, две е потешко, потоа се навикнуваат и се е во ред. Имаме уште еден гледач, како што напоменав. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Поздрав до Телма и до докторот. Благодарам. Јас имам 65 години. Така. На главата имам мрсно ткиво, створено ми е пред 15 години. Тоа е у вид како јајце од препалици. Добра. Идеше од левата страна,
сега дојде позади на средината на главата. Не ме многу боли, меѓутоа ми е страф. И не знам што да го правам. Земете еден А упат. подвижно, искот Земете си упат. подвижно е. Да. Еве, ќе добиете одговорот, доктор. Тоа народски е познато како масно ткиво, всушност е атером или лојна, најчесто на главата, тоа е лојна жлезда запушена со циста. Земете еден упат од матичен лекар до кај нас или до кај, не знам ако има во вашиот град пластичен хирург, значи тоа во локална анестезија се отстранува. Масно ткиво не е, туку е запушена лојна жлезда. Се вика атером и се отстранува успешно. Да се навратиме на темата на која што зборувавме, липосукција, периодот, постоперативниот период. Да, и сега заради носење на тие стезници, идеално време баш ово. Баш Кога не е топло, летниот период тоа, значи? Летниот е... Исклучително би било проблематично кога се спремаме за плажа, да. тоа не е високи температури. Тоа најчесто доаѓаат пациентите кога веќе почнува топло, значи кога доаѓа моментот на соблекување, тогаш некако доаѓаат загрижени, ајде сега и кога им се објасни сето ова 4 недели дека треба на пример устезник да се носи, да се биде. Но тие температури како што имавме ова лето 40 степени, тоа е некогаш неиздржливо. Значи што сега треба да мислиме Значи на така, на јас тоа и го советувам. Сезона 6 месеци пред сезоната летна која се планира да се оди на плажа. Значи најкасно до мај да се заврши таа процедура за да всушност можат после лесно да се тоа надмине летото. Уште еден Изгледа гледач. убаво, плюс да на плажа. изгледа убаво, апсолутно. Уште еден гледач имаме кој што очекува да се вклучи во Телма амбуланта. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме, повелете. Јас се јавувам од Кочанско. Така? Да, јас се јавувам од Кочанско. Сакам да прашам до доктору за имам син 36 години. Не дома му масно ткиво. Има на дома масно ткиво во Скопје. Направиме сите процедури 2 пати во води, али масно ткиво му се наоѓа на градата, на левата града. Добро. Повелете во амбуланта. Јас работам секој вторник во амбуланта на клиниката, така да можеме да видиме и да се консултираме во врска со евентуална операција, доколку е за операција. Добро, за тоа што градичката му е Поголема. Поголема. Да, поголема е од десната. Се случува Сега- тоа, унилатерална гинекомастија, која што бара хируршки третман, поретко е, но постојат случаи, посебно кај млади вака дечки, да имаат една града поголема во однос на другата, да. И што се решава, Кај докторе? жените се најчесто така, различни. И кај жените, да, тоа се Да. случува. Сега да проговориме што се случува со масното ткиво кое што ќе го отстраните. Дали може да се искористи за некаква корекција? Така. Погодно ли е за лифтинг, да речеме, на лицето? Погодно е за разубавување на лицето. За лифтинг може да направи лифтинг, но тоа е друга процедура, фейслифтинг. Инаку да, за разубавување на лицето, значи Што тоа значи? Е болчници? маста како ткиво, не само што има волумен, кој што можеме да го употребиме за пополнување на брчки, зголемување на волумен на одредени делови, вклучително и на лице, болчници, уста, не знам, jawline е сега модерно, значи долна вилица, потенцирање со маст. Уште имаат и англичаните ги нарекуваат adipose stem derived stem cells, значи адипозно деривирани матични клетки. Матичните клетки, односно нивната концентрација во масното ткиво е највисока, повисока е дури од коскената срцевина. Сега, овие матични клетки, што практично се револуционерни во таа индустрија за подмладување, за регенерација и така натаму, ги содржиме овде, во тоа што ги извадиле ги имаме. И кога ќе ги внесеме во друг дел од телото, всушност ја зголемуваме нивната концентрација. Освен волуменот од адипоцитите, внесуваме и матични клетки кои што овде ќе создаваат колаген, на тој начин кожата ќе биде помлада, ќе изгледа поеластично, ќе има повеќе колаген, ќе сјае повеќе, значи има неколку бенефити од просто зголемување како што на пример се едноставните хиалуронски филери, само волумен се добива. Така да многу модерна техника за помладување и не само на лице, значи наполнење на задник на пример. Бразилскиот задник е Се многу исклучително актуелно. многу актуелен во периодот кога кај
девојки што сакаат да изгледаат атрактивно. Што се прави? Се вади маста од стомакот и од слабините. Добро. Практично се добива една форма на песочен часовник, бидејќи таа маста се внесува во задникот и тоа во колковите од страна и позади за проекција. А овие седечки вреќеви, не знам како да ги наречам, горниот дел од над коленицата, од бутините, кои што ке жените се малце поиспакнати, и тој дел се вади, исто се подига нагоре, тој волумен се шприцува внатре, и она, кога ќе застане, изгледа као песочен часовник. И тоа е многу актуелно сега, многу е хит во светот и кај нас, да, го правиме поодамна, но сега после некои социјално активни познати жени е многу тражена процедура. Воедно истата е и болна, морам да напоменам, бидејќи голема количина на мас треба да се вгради во задникот и е многу комплицирана постоперативно, бидејќи не треба да се притиска маста 3 недели барем. Значи не треба да се седи? Не треба да се седи, да. На стомак да се лежи? Ке се сноѓаат, значи, да, може да се лежи на стомак, може да се седи со горниот дел од нозата, но никако да се притиска маста. Значи, посебно кај странците пациенти кои доаѓаат со авиони, значи јас им спремам перничиња за да они практично седат во нив, за да не ги притискаат при летање со авион, а при тоа мора да си отидат, нели? Не може 3 недели да седат во Македонија. Ако се притисне, што се случува? Изумираат мастите клетки? Да, значи дел од тие масти не преживуваат. Сега, колкав дел од мастите ќе преживеат, зависи од неколку фактори. Прво, возраста на пациентот, колку е помлад, толку поголем е процентот на преживување. Пушач, не пушач, ако пуши помалце, бидејќи циркулацијата ни е битна за да они врастат. Тие се всушност трансплантати. Калеми, од друго место земено, префрлено. И му треба соодветна микросфера, микроклима за да он преживее како таков, слободен трансплантат. Понатаму, притисок. Значи, зашто на јабучиците многу убаво доаѓа со маст кога ќе се наполнат, за разлика од устите која треба 2-3 пати. Бидејќи устата е мобилна, се зборува и се размрдуваат тие масни клетки внатре и таман дошол крвниот сад до неа, вие сте ја поместиле, мислам вака просто кажано. Токму затоа тој притисок, исто ако се згмечи мастната клетка, исто ќе биде полесно склона да направи апоптоза, односно да изумре самата како таква. Затоа не се седи барем 3 недели, за да тој процент од 60 до 80% на преживување биде колку што е можно повисок. Но секогаш постои акт 2, пак да се повторни процедурата и некогаш нели се бараат и волумен. На крај импланти. И на крајот имплантите како дефинитивна солуција. Да. Уште еден гледач очекува вклучување, да му дадеме можност да го постави прашањето. Добар ден. Добар ден. Повелете. Се јавувам за совет. Јас имам ослабено околу 30 кила. Сега работам на мускулатурата, малце се повреќа килажата назад, ама сепак стомакот не можам никако да го тие масните ткива да ги устранам. Ме интересира дали е подобро да се направи прво мускулатурата на стомакот па да се иде на липосукција. Дали ви виси кожа? Малку да. Добро. Дали природно сте ослабели или со некој од бариатриските процедури на слабење? Природно, со вежбање и со калориски режим. Колку години сте? 41 сега, за месец дена ќе ги полна. Добро, мораме да се видиме, да се прегледаме, да видам за каков тип на кожа станува збор, дали е дебел, мислам дали е кожата дебела или е еластична доволно, па да ви ги кажам опциите, бидејќи липосукцијата може да помогне во ретракција на малку вишечка кожа, но не може на поголеми. А за масите ткива, ако... Да, тоа може со липосукција да се отстрани. Каде може да ве најдам? Јас работам на Универзитетската клиника во Државна болница за пластична хирургија. Секој вторник сум во амбуланта. Така? Фала ви многу. Ви благодарам што се вклучивте во емисија. Докторе, што се друго може да се направи со масното ткиво кое што одстрането од одреден дел на телото? Може ли да се примени за зголемување на дојките? Да, може и зголемување на градите, еден број. Само еден број? Еден број. Зголемување на гради, значи природно е зголемувањето, изгледа природно и на допир, значи и на изглед и на допир, рамномерно се полнат
И единствениот проблем со градите е што, јас им го кажувам на пациентките, дека ако дел од таа масна клетка изумре, знае да дава лажно негативни сигнали на ултразвук или на мамографија. Што тоа значи? Може да се исплашат жените да дека имаат може да ги карцином? исплаши жените, да, но тоа не е ништо, тоа се допира, значи има и начин како тоа да се отстрани, но радиолозите, бидејќи ова е нова процедура, ова е, значи ние на клиника работиме од 2014, нема толкова знаење ке нашите доктори, мислам, за се ново што е, треба делумно искуство да помине време. И така да кај овие што доаѓаат од странство знаат некако се по начитани или не знам повеќе информирани. Но за 1 до 2 броја може да се зголеми липосукцијата, но ако има од каде да се земе може повторно да се Тоа значи дека липосукцијата може да се повторува 2-3 пати повеќе на иста регија? Може. Што се случува со делот кој што веќе еднаш сте го липосуктирале? Се повторуваат ли таму мастите? Се таложат и пак? Бројот на масните клетки, пошто ние имаме огромна количина на масни клетки, различно распределени. Од делот кај што ќе го редуцирате бројот, вие не доаѓате до број 0 масни клетки, доаѓате до редуциран, намален број, кој што пак постои како таков. Они немаат, најчесто немаат способност за делба. Еднаш создадени остануваат до крајот на животот, но може да се зголемуваат. Што тоа значи? Тоа значи може да растат. Значи, како клетка, она нема... Поголеми да станат. Така, они всушност тоа и дебелината. Дебелината не истиот ефект да го даде. Не е множење на масните клетки во маста, во салото наше, туку депонирање, бидејќи што е салото? Салото е депо на енергија. Еволутивно, салото во услови на вишок на храна се депонирало енергија и кога луѓето немале храна, која била сезона на глад, тогаш ја користеле таа храна како депо за енергија. Тоа е еволутивно, затоа и постои салото. И тие практично собираат внатре триглицериди, холестерол, значи масни материи, и тоа доведува до зголемување на клетката. А не се дели таа, како таква, не се зголемува бројот, туку само волуменот. И ние бидејќи со уништување нивно, со липосукцијата ги намалуваме по број, тие што ќе останат повторно може да се зголемат. Но бидејќи бројот им е намален, не може до толку. Поентата ми е дека на крајот, ако сме го усисале стомакот, он може малку да се зголеми, али остатокот од телото каде што немало липосукција, таму ќе се собира повеќе. А што е на местото каде што има липосукција? Дали таму тие клетки ќе продолжат да се делат и таложењето ќе се промени ако е не генетски предиспонирано? Ама не до толку, бидејќи веќе вие бројот од 100 сте го намале на 20 и тие 20 колку и да растат, нема да се зголемат. Нема тој истиот ефект како пред липосукција да го постигнат, односно нема да биде дебел толку. Но ако на бутините не сте направили липосукција, а вишокот на калории постојат, таму ќе одат. Така. И затоа имаме случаи кога стомакот е рамен, а бутините се зголемуваат. Имаме уште еден гледач кој што очекува вклучување во емисија. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до емисијата. Сакам да прашам едно прашање да го поставам под докторот. Дали со липосукција, вадење на масните наслоги може да се направи корекција на нога? Значи нема правилност на ногата, значи од внатрешниот дел, од коленото на внатрешниот дел да се пополне со таа наслага, да се коригира малку, значи линијата на нозе. Може, да, значи неколку пациентки имавме со хипотрофирана една нога, мислам 3, една има сега од Охрид. Значи 3 пациентки сме третирале со полнење, значи различна дебелина на нога и девојчето истински проблем. Да, вика никогаш не сум носела сукничка, све сум се криела со овакво со долги панталончиња и направивме отстранување на вишокот на масти од едната нога, бидејќи таа па беше поразвиена, и истото, односно тие масти ги вградивме во мускулот на таа нога и подкожно и се доби една симетризација практично на нозете и беше престрикна. Значи тој како случај го памтам. Инаку може да се стават импланти во подколеницата, но ако има опција со маст, сепак е повелете на консултација за да видиме за каков дефект, битно и каков дефект се работи.
Зборуваме сега за автотрансплантација, тоа значи дека нашето тело не ги отфрла овие масни клетки, така? Не. Бидејќи кога ќе слушнеме трансплантација, веднаш помислуваме на тој ризик, дека нашето тело нема да го прифати тоа тоа е што се авто, внесува. како што велите вие, автотрансплантација, значи од сам на себе си трансплантираме, само го редистрибуираме. И оваа процедура заедно, липосукција од еден дел, со липофилинг, така се нарекува, значи или фет трансфер, трансфер на масти, заедно се вика липоскулптура. Зошто? Бидејќи го скулптурираме телото, земајќи од едно место и ставајќи на друго место од собственото масно ткиво. Значи, моделирање на тело со помош на липосукција. Доколку се направи липосукција и потоа кожата не се Ретрахира. Да, не се повлече, не се собере. Така. Која е опцијата? Еве, споминавте некогаш да се додаде масно ткиво, но можеби не сакаме на струкот да имаме повеќе од она што... Другата опција е отстранување на тој вишок на кожа со Тоа е хируршка. сложена Тоа е процедура? посложена, зависи од големината. Значи, ние прошлата недела, предпрошлата недела на клиниката отстранивме едно висечки стомак, 28 килограми. Значи, што и да правиш овде, можеш да го отстраниш хируршки. Нормално дека е голема процедура, инвазивна, зависи од колку отстанало на стомакот еве конкретно. Инаку тоа се класичните хируршки отстранувања на дебелините што биле актуелни порано, значи пред представувањето на липосукцијата, кога целиш нитови на маст и кожа во М-блок се зимале и се затегнувале кожите крај со крај. А колку време по направената липосукција се гледаат конечните крајни резултати? Бидејќи некогаш пациентите велат имам впечаток како да сум здебела. Да, многу често тоа после операција, зашто бидејќи маста што ја отстрануваме ја мериме во волумен. И она како волумен може да изгледа многу, но како килограми не е многу, бидејќи она е поретка и од самата вода. Да, рековте дека тоа ќе го појасни. Да. И ние кога правиме липосукција, маста значи стои горе на површината од водата, бидејќи е полесна. И они често, а при тоа од нели тие стезници, од отоците после операција, они практично не собрале вода, значи има оток. И они ќе речат, па ние извадивме 5 килограми, а ја иста тежина сум. Знаеш. Да. И тоа им треба време, викам, ајде ќе зборуваме после неколку недели, додека организмот се врати во една хомеостаза, во една рамнотежа, и тогаш ќе заприметат дека волуменски они на некои места веќе се слаби. Неколку месеци во принцип се чека за дефинитивниот резултат, но првичните резултати се гледаат после втората, третата недела. А дали се покриени овие операции од Фондот за здравство? За некои аномалии, кои што, нели, еве, како го споѓате со некој дефект, да, за чисто естетска индикација, пациентите си плаќаат сами. Релативно пристапно, сега тоа е све релативно, али имаме пристапни цени, современа техника, супер доктори, така да... Секако. Да. А голем ли е интересот? Да. Во последно време македонци ли споминавте дека и од странство доаѓаат? Доаѓаат и странци, и нашинци во странство, но има многу наши македонци, значи граѓани на оваа земја, кои што ќе почнат едно, некогаш нели мораме и кат да правиме, бидејќи тоа нема крај, али ме радува тоа што луѓето кај нас веќе почнуваат да се грижат за себе повеќе на порани години. Некогаш велите морате да пресечете кога бараат премногу. Како изгледа еве кога некој ќе дојде бара нешто нереално, бара да ослабе 20 килограми, например, со овој зафат? Значи, морате, никогаш луѓето си имаат замислена представа за пластичната хирургија дека е семокна, семожна, дека ние сме магионичари и дека све е изводливо. Посебно има социјални мрежи, еден том податоци кои што дел од нив се лажни и они сметаат дека тоа е вистината и кога ќе дојдат веќе они знаат и зашто што треба и каде резот треба да биде ако операција и така. Значи има за жал тоа е последица од несакана последица од ова од интернетот и од социјалните мрежи. Но тука сме ние да го објасниме методот, да го објасниме процесот, значи на лекувањето или на третманот, да им ги објасниме или предвидиме ефектите кои можеме да ги постигнеме и
договорот меѓу хирургот и пациентот е тогаш кога ќе настане рамнотежа меѓу можностите на хирургот и барањата на пациентот. Ако имаме дискрепанца, било можностите на хирургот се помали или барањата на пациентот, тогаш јас не препорачувам операција. Имаме гледач. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. Би сакала да поставам прашање. Така. Дали оваа метода липосукција има ограничување во однос на годините на пациентот? Поточно, особа од 95 години, дали може да биде третирана на овој начин? На рака има одреден израсток, за кој се предпоставува за сега дека е масно ткиво. Добро. Ви, доктора, нека подпрашање да немате случајно? Не, добро, значи, ви ако благодарам станува за збор вклучувањето за во емисија. чисто масно ткиво, мојата докторска дисертација беше отстранување на масно ткиво со липосукција. Значи, можеме и дури во локални услови, ако е масно ткиво. Но ако е нешто друго, тогаш нема да може. Нели, како господинот со атеромат во глава. Може би е некоја друга туморозна формација. Ако е докажано дека е масно ткиво, може. И тогаш резот ќе биде едно дупче само, една пунктиформна инцизија, која што секако за пациентката е многу згодна, многу... Стрес и покрај возраста. Да, и покрај возраста не. Годините не се контраиндикација за операција. А што е со долната возрастна граница, доколку некоја девојче дојде со потреба за липосукција од естетски аспект? Има ли некоја долна граница под која што не прифаќате? Вака, значи, ја гледам да ги мотивирам моите пациенти на се што е можно природно. Значи, не по секоја цена се нафаќам да оперирам ако има простор за подобрување од самиот себе. Значи, скоро имав една девојчица млада, згодна, убава, она си има своја фикс идеја дека е дебелка. И јас, или нормално, као нормален човек и родител, постапуваш некојаш и родителски, дека со диета, со джогирање, и она е фиксирана. И сега нормално дека мораш да објасниш некои работи поинаку. Под 18 години не сум правил липосукција, не верувам ни дека ќе правам. За други операции да, операција на нос, на клемпави уши, тоа се многу често малолетни луѓе кога треба дозвола од родителите за таа операција. А липосукцијата најчесто ја бараат така помеѓу 20-та и 30-та година, кога веќе се полнолетни. Уште еден гледач очекува вклучување во емисија. Добар ден. Сакам да прашам за операција на клепачи. Добро. На капаци? На капаци, да. Во локална анестезија се изведува ако е на горни и во потенцирана ако е на горни. За горни очни капаци? Да. Точно за горни. Во локална анестезија, амбулантска интервенција, доаѓате, ве оперираме, си одите, модри сте една недела, конци се вадат за една недела, процедурата е во принцип рутинска кај нас и така. Добро, сакам да прашам, дали е подобра со конци или со ласер? Јас не работам со ласер, сум видел пациенти кои што се третирани со таа метода и потоа доаѓаат повторно хируршки да се отстранува вишокот на кожа. Тоа не помага секогаш. Така. Хируршки е најдобро, да, дефинитивно. А што е со оние пациенти кои што се склони на создавање фиброзно ткиво после операција? Така, дали ке нив може да се прави? Всушност, кај таквите пациенти можеме да направиме најдобро затегнување на кожата и тие ги сакаме. Значи, тие со дебела кожа, склони на такви, тие ги сакаме како пациенти за липосукција. Наспроти, пациентите со млитава кожа, со стрии, каде тешко дека ќе настане ретракција, бидејќи таа кожа веќе е еднаш распукана и нема контрактилна мок, се советува масирање, лимфни дренажи уште третиот ден до граница на болна издржливост. Поентата е да лимфната дренажа се повеќе ја издренирува лимфата и да остане место да сврзното ткиво се залепи рамномерно на секој дел од телото. После липосукцијата може да се јават стрии? Ако се направи некое зголемување на ткивото, да, меѓутоа тоа е ретко. Стриите се настануваат кога? Кога еластичноста на кожата е надмината од некоја снага
појака. Најчесто при бременност така. и при нагло растење. Стриите кај жените настануваат најчесто во трудноотсот, во бременоста, кај децата, кај машките при растот нагол и тогаш настанува раскинување, кога телото е побрзо се менува отколку што е способноста на кожата да се адаптира на таа. Тогаш настануваат стрии. Се некако нагло се зголеми или остане трудна пациентка да после липосукција, да, може. Докторе, ви благодарам што бевте денеска гостин во Тилма амбуланта. Навистина беше задоволство да се разговара со вас. На многу убав начин ги појаснивте сите аспекти поврзани со липосукцијата. Се надевам дека е така. Фала на поканата. Почитувани доктор Игор Пеев, специјалист по општа субспецијалист по пластична и реконструктивна хирургија од Универзитетската клиника за пластична и реконструктивна хирургија во Скопје, беше нашиот денешен гостин. Зборувавме за липосукцијата. Се гледаме секој работен ден на Телма. До гледање.